Не, Јас сум председател, јас сум председател на собранието на Асоциација на архитекти. Зошто господинот Ралев не дојде тука, кој што Значи, еве ние го сме тука го гледаме тука, пред нас? меѓутоа Не, нека дојде тој да го каже, ве молам своето мислење. Јас сакам нешто да кажам. Прво, ние сме избрани како функционери во асоциацијата. Јас имам исто право како Мишко Ралев. Прво ви благодарам. Во кој својство господинот Ралев, во кое својство сте вие? Он е председател на управен одбор, јас сум председател на собрание. Во ред, едно прашање. Кој ве повика денеска на оваа средба, затоа што оваа средба беше покана да се сретнам со госпоѓата министерка? Во кое својство вие тука дојдовте? Што ќе презентирате? Од чие име ќе го презентирате? Сакам да знам. Ќе ми даете да кажам? Не, сакам прво господинот Ралев да каже како не може. представник Прво на јас ќе извршниот одбор кажам на како СДСМ. председател на собранието на архитекти. Прво ви благодарам што не навредивте цела асоциација на архитекти, бидејќи тоа што го кажувате асоциација на архитекти, кажувам дека личноста која што се дрзнува да етикетира и да повикува и да каже дека лицата кои што работат во градот Скопје и сите луѓе кои што се подпишани на овие записници и кои што се релевантни, дека не знаат што зборуваат. Дали вие бевте прво присутни тоа таму? што го кажавте вчера, бевте тоа што го присутни? нарекувате памфлет, го пишуваше управниот одбор на кој што председател асоциацијата, и член без извршен разлика, одбор на ние СДСМ. сите сме еднакви меѓу еднаквите и нема он право да било што наметнува, ние сме сите самомислечки и независни граѓани, ние сме струково здружение. Асоциацијата постои пред вас и пред господинот Шилегов. Ние сме тука бидејќи све Ова во јули не му го кажавте на Добро, сега може да докажеме, ве сослушавме вас без да се караме. Господинот да даде прва изјава затоа што тоа е како да ви Значи кажам, нас министерката најповикан. за култура не повика, не вие. Ве молам, оставете ме да се докажам. Добре, покажете се. Значи прво тоа не е памфлет. Другото е една наша реакција базирана на нашата долги години борба да се донесе и ценовник за проектирање, да се почитува струката. Све повеќе гледаме како политичарите си ги користат и објектите и урбанизмот за промоција и се расфрлаат со најразлични изјави како тоа што вие го кажавте дека објектот е небезбеден. Ние секогаш реагираме и оваа реакција не е наменета против вас. Чекайте малку. Само момент, не оставете ја да докажам. Не може. Значи сега не може да. Дали јас ве повикав вас како асоциација на архитекти или Значи, некој од кога вашите ќе некој луѓе? каже дека нешто е небезбедно, треба да излезе со факти, бидејќи ние како процес, ама може сега да ме оставите да докажам или да ја прекинеме пресот. Значи, како архитекти, секогаш во реконструкции, поготово вака тешки, се соочуваме со измени во градба. Едноставно, предпоставувате дека тука има зид, во зидот некој пред 50 години ставил некои кабли и вие мора да направите измени. И постојат процедури со ревизии, со одговорни лица, каде што тие процедури се потврдуваат. Да ги плашите луѓето дека некој објект е небезбеден, е крајно... Објектот не е завршен. Кога ќе биде завршен, објектот ќе биде безбеден. Затоа и се прават, затоа што јас верувам во институциите на оваа држава, како што е ИЗИС. Држава кажуваат дека ИЗИС го поништил своето првично мислење. Значи ќе направи ново, ќе се направи нова статика, ќе се направат нови мислења и нови ревизии. Јас извинувам, вие сте дојдени да се карате, имаме проектант. Значи со вас не се дискутира. Ако вие тврдите дека нешто е безбедно, ве повикувам, Јас не тврдам, има специјалност во нашите струки што треба да ги почитувате. Кога ќе кажете дека нешто е небезбедно, треба да кажете кој се потпишал. Убаво, објектот не е завршен. Ќе се преправат приправки, ќе се направат нови ситуации и објектот ќе се заврши безбедно за да се користат граѓаните. Сите овие згради во овој момент објектот е во град Ба. Како можете вие да гарантирате дали нешто во овој Ама не се користи. Чекајте, вие имате... Ама сега почнуваме политиканство да збориме. Вие имате државни институции кои немаат технички прием. Ние како архитекти за тоа се бориме. Обратете се кај владата, Ама сега, чекајте, Скопје 2014 е тоа. Така да не влегуваме во политиканство. Дојдовме да збориме за струката и ве замолуваме, кога ќе излезете со такви информации дека еден објект е небезбеден, да кажете тоа го потпиша оваа институција, го кажа тој инженер. Во крајен случај нема зошто да коментираме ништо на незавршен објект. Како да го завршиме и да биде небезбеден по граѓаните? Нема да биде небезбеден, ИЗИС е институција реномирана и кај нас и во светот. Никој не го спори на ИЗИС квалитетот. Ви благодарам. Може ли проектантот?